Јас ќе почнам од почеток, бидејќи сега почнам да се снимам. Значи, здраво на сите повторно. Јас сум Маријана, коосновач на Creative Hub. Во изминатите 3 години, како што кажав, живеам и работам во Мајами. Тука, всушност, го менаџирам Creative Hub. И мојата денешна задача е да ви пренесам што значи да се работи во областа на човечки ресурси. Зошто сум јас човекот кој што го држи овој курс, бидејќи исто така и сум ментор на забрзаната програма на Академијата за човечки ресурси. Што значи тоа? Тоа значи на нашата академија има два типа на програми. Едниот дел е делот за луѓе кои што сакаат да променат кариера и кои што сакаат да стекнат сите оние основни процеси и знања кои што треба еден HR да ги има. Тоа се процесот на рекрутација и селекција, тоа се процесот на развој на вработени, процесот на перформанс менеджмент, правните процеси, финансиските процеси, нели како ги вработуваме, како ги плаќаме нашите вработени, процесот на мерење на задоволството на вработените и креирање на една така наречена дата аналитика или HR софтвери кои што можете да ги користите. Тоа се основните процеси на нашата академија. Сега, имаме уште една програма која што е во која што паралелно со програмата која што ја слушате, работите и со мене, менторски часови, тоа е еднаш неделно по 2 часа. Сега на таа програма работиме коучинг, работиме напреден перформанс менеджмент, работиме самите студенти изработуваат презентации за тренинг и девелопмент, лидерство 1, лидерство 2 и развој на жени лидери. Развој на жени лидери е во западните земји многу нормално да се има една таква обука во компаниите, бидејќи жените понекогаш поради сите улоги кои што ги имаат надворесно од професионалните процеси, не се осудуваат да преземат менаџерски позиции, бидејќи сметаат дека можеби нема да бидат доволно добри во тоа. И нашата цел е да го демистифицираме тоа, нели, да ги охрабриме луѓето дека секој може да биде се што сака, особено во 21 век. На овие забрзани часови или забрзана академија работиме и деловна комуникација, работиме и дисциплински процес, така што ова се посебни часови кои што се на некој начин само за мене. Сега зошто реков за овој менторски дел на академијата? Менторскиот дел на академијата не ви е потребен доколку сакате да работите почетна позиција во човечки ресурси. Менторскиот дел на академијата ви е потребен доколку сакате да бидете менаџер на човечки ресурси. Кога стануваш менаџер, ти многу помалку работиш административни процеси, многу повеќе работиш развој на вработените, многу повеќе работиш ефективност и ефикасност на вработените, многу повеќе работиш развој на лидери, така тоа ти е стратегијата, тоа ти е задачата. Така што нашата академија е поделена на дали сакам да стекнам основни знања и вештини или дали сакам да бидам HR менаџер. Тоа е разликата помеѓу овие две програми. Сега мојата презентација денеска е малце поинаква од претходните презентации кои што ги држав, бидејќи сметам дека ќе работиме на еден традиционален начин, да замислиме дека ова е табла, традиционален дигитален начин, нели? Да замислиме дека ова е табла и дека заедно ќе ги демистифицираме работите и ќе ве насочиме во тоа да видите дали, да утврдите дали оваа професија е за вас или не. Мојата денешна задача не е да ве убедам да се запишете на академијата, тоа е исклучително ваша одлука. Мојата денешна задача е да ве насочам да разберете што значи да се работи во човечки ресурси и дали е можеби тоа професија во која што сакате да се насочите. Ако успеам да го направам тоа, на крајот на оваа презентација да кажете да, јас сакам или да, јас не сакам, или не, јас не сакам, извинете, тогаш сум успеала и сме имале едно квалитетни поминати 2 часа денес. Океј, што е потребно, значи во овие 8 години колку што е Creative Hub, во сите Creative Hub-ови имаме Академија за човечки ресурси. Според мене една од најлесните академија и најлесна за влез на пазарот. Зошто
ова го кажувам бидејќи ако споредиме со сите оние други академии кои што бараат изучување на програмски јазици, изучување на софтвери, како графички дизајн, така како UX UI, мора да учите софтвер, мора да се усовршите во софтвер за да бидете подобри. Како фронтенд, нели, станува збор програмски јазици. Како дигитален маркетинг, каде што треба да научите неколку платформи. HR-от не го бара тоа. HR-от, која е задачата на еден HR? Дали некој може да ми каже или еве во вашите очи, кога би требале да го дефинирате HR-от, како би ја дефинирале оваа позиција? Кој сака слободно можете да напишете во чат или можете да кажете како ние би ја дефинирале позицијата на еден менаџер на човечки ресурси. Како ја замислувате? Што мислите дека оваа позиција работи? Слободно кој така може да напише, не мора да бидете експерт за доволно е да ни кажете како вие ја гледате во вашите очи. Одговорен за објавена огласи на работа, регрутирање, проверка кандидати, вработување. Добро, ова го напиша Анастасија, ова е точно. Меѓутоа, ова е што е одговорен. Јас прашав како ја дефинирате. Ако треба да дефинирате, ако на некој треба да му ја раскажете со еден збор, што прави оваа позиција, што замислувате дека, што би кажале? Одговорно лице за сите вработени во компанијата, и ова е точно. Така, Слободанка не напиша грешно. Повели Наталија? Оваа позиција вклучува регрутација и селекција на кадар, обучување, управување со перформансите, одржување на добри работни односи и слично. Така, и тоа е точно. Наталија е иначе студентка од Академијата за дигитален маркетинг. Друг некој да каже нешто пред да ја дефинираме? За мене позицијата на човечки ресурси ја замислам како еден режисер. Режисер на најдоброто работно искуство за нашите вработени, за тие да можат да дадат максимум од себе за компанијата да прогресира. Значи, замислете дека имаме една компанија, така, која е целта на една компанија? Целта на една компанија е да прави пари. Не постои друга цел на една компанија. Дури и да ги земете оние невладини, непрофитни компании, без пари не може да обстојат. Така, без пари нема кој да плати, нема пари кој да плати кирија, нема пари кој да плати сметки, така. Значи, основната функција на една компанија, на секоја компанија е да прави пари. Кој ги прави тие пари? Компанијата сама по себе, регистрирана на лист хартија, не може да прави пари, така? Парите се прават преку работата на луѓето во компанијата, во процесите кои што им се зададени. Така, значи парите ги правиме преку работата на луѓето во компанијата. Така? Ако парите ги правиме преку работата на луѓето во компанијата, независно дали тој процес е денеска да постирам на LinkedIn или дали тој процес е работа на машини, исто е. Некој треба да го направи, така? Ако некој не го направи, компјутерот сам нема да постира денес, машината сама нема да работи. Така, па треба некој да издаде команда да работи. Чат GPT или вештачката интелигенција, пак вие треба да напишете промпт, така, за да ви даде решение. Не е само од себе дека ќе почне да ви дава решение без некој да ја даде насоки, така? Значи, потребна е личност, потребен е човек. Ако парите во компанијата ги прават луѓето кои што работат во таа компанија, тогаш нашата задача како HR е да обезбедиме најдобро работно искуство на овие луѓе, за никогаш да не сакаат да си одат. Така, за да бидат мотивирани да останат и да го дадат својот максимум во компанијата. Ако секој вработен го дава својот максимум во компанијата, тогаш компанијата
ќе работи одлично и ќе оди напред. Така ќе може да се развива. Ако нашите вработени се демотивирани, несрекни, континуирано бараат кај да си одат, континуирано бараат работни места во други компании, компанијата не може да се фокусира на големата слика. Компанијата ќе се фокусира на тоа да континуирано да онбордира нови вработени. Така, ја не можам да се фокусирам на нов пазар ако на овопостоечките пазари не функционирам добро. Така, значи основата на една компанија е да биде стабилна. Луѓето внатре да бидат задоволни, да бидат мотивирани да работат, да го дадат својот максимум за ние да можеме, за компанијата да може да оди напред. Овие тука се поставени, ајде сега одиме на друг пазар. Тоа е поставен, ајде сега одиме на трет пазар. Така се случува експанзија. HR-от е една, можам да кажам, најстратешка и најбизнес позиција. Зошто најстратешка и најбизнес позиција? Бидејќи е директно одговорна за правењето на парите во компанијата. Бидејќи ние ако директно ги менаџираме искуствата на нашите вработени, тогаш кој влијае на тоа? Значи, ние влијаеме. Така, ако имаме одлично поставен, Наталија го спомна, перформанс менеджмент систем и малце ќе ви дадам увертира, бидејќи тој предмет го предавам на академијата. Ако имаме одлично поставен перформанс менеджмент систем, никој од нашите вработени нема да се мисли ја дали добро го работам тоа, што треба да работам денес, така бидејќи ќе имаме точно поставен процес. А ако немаме перформанс менеджмент систем во компанијата, тогаш ќе имаме вработени, па ја не знам сега што да правам денес, па чекам да ми дадат, па не знам сега дали сум добар, дали не сум добар, дали да побарам покачување на плата, дали да не побарам, а што да кажам, нема нашите вработени да се прашуваат, така, ако имаме систем. Ако немаме систем, тогаш ќе се занимаваме со овие непотребни проблеми кои што ќе настанат од немање на систем и нема да можеме да се занимаваме јас да ја растам компанијата, бидејќи ќе се борам секој ден со секојдневните процеси и проблеми внатре во компанијата. Значи, ако основната функција е да прави пари една компанија, а парите ги прават преку работата на човечките ресурси, така, на луѓето во компанијата, тогаш HR-от, задачата на HR-от е да го режира најдоброто работно искуство на вработените во компанијата за да го дадат својот максимум и за никогаш да не си одат. Некој, мислам дека дигна рака или не, може би погрешка. Добро. Да се вратиме назад. Океј, ајде да ги видиме процесите на HR-от, па ќе ги разглобиме која е сета таа задача, нели, јас викам стратешка улога. Ако мене ме прашате, јас на моите менаџери во Косово им кажав, сака да бидете менаџери, мора да земете HR академија. Ако не знаете HR академија, нема да знаете како да ги поставите утре вашите луѓе во тимот за успех. HR академијата е поставување на тимот за успех. Нормално ако ги знаете правилните процеси. Ако не ги знаете процесите, тогаш не можете да го направите тоа. Меѓутоа, ако ги знаете и ги усовршите процесите, значи HR академијата е поставување на тимот за успех. Поставување на тимот за успех. Ајде сега да го видиме тимот. Така и преку тимот ќе ги видиме сите тие процеси. Значи, првиот процес е да го вработиме некој. Така, значи е процесот на вработување. Пред да го вработиме некој, еве да проанализираме што се случува. Значи, пред да го вработиме некој, еве јас вака ќе оставам процесот на вработување и ќе го болдирам со црвено, а пред него ќе ставам вака, треба да објавиме оглас. Така, пред да вработиме некој, треба да објавиме оглас. Или така наречен job ad. Оглас за работно место. Ова намерно го пишам бидејќи многу луѓе го мешаат огласот со описот на работно место, а ќе видиме за кратко што е тоа. Пред да објавиме оглас за некое работно место, треба да имаме опис на тоа работно место. Така, опис на работно место, односно да си одговориме на прашањето зошто оваа позиција постои во оваа фирма. Зошто ние да трошиме пари од нашиот буџет за оваа позиција? Што оваа позиција ќе придонесе во правењето на пари во фирмата? Што ќе придонесе оваа позиција? Така,
Значи, зошто оваа позиција постои, што ќе придонесе? Не мора позицијата секогаш да биде директна. Не мора секогаш да биде пролазна. Може да биде индиректна. Еве да земеме еден ресторан, на пример. Така, во ресторанот имате луѓе кои што закажуваат резервации, имате келнери кои што продаваат, кои што препорачуваат вина, така, значи се добри во тоа што го прават и директно продаваат. Тоа е директна продажба. Меѓутоа, луѓето доаѓаат во ресторанот за да јадат. Така, не за некој да им продава. Купуваат бидејќи таа храна кошта пари. Меѓутоа, основното прашање е зошто некој оди во ресторан? За да јаде. Така, кој ја прави храната? Back of the house. Така, тие луѓе кои што не ги гледаме, кои што се индиректно влијаат на оваа позиција. Дали е тоа готвач, дали е тоа некој што ми е чини, дали е тоа некој што чисти за просторот да изгледа уредно, за да има една убав амбиент. Така, значи, сите оние луѓе кои што не ги гледаме, кои што работат back of the house, исто така влијаат на позицијата. Не мора секоја позиција да е пролазна. Сме го вработиле готвачот за тоа што сакаме да имаме добра храна. Зима пари, бидејќи директно влијае на тоа, на позитивното искуство на гостите, за овие гости во иднина да се вратат. Така што и таа позиција придонесува. Чистачот сме го вработиле за да биде чисто, за да има одличен амбиент за гостите да се вратат, да имаме континуирани гости. Тоа што ми е садови сме го вработиле за да можеме повеќе маси да сервираме во исто време, така за да оди побрзо операцијата. Значи, повторно влијае. Повеќе побрза операција, повеќе пари. Така. Значи, првото нешто пред да објавиме оглас треба да видиме опис на работно место, зошто оваа позиција постои. Описот на работно место е првото нешто што го барам кога правиме перформанс менеджмент процес. Мораме ние детално да објасниме, што сакаме од оваа позиција, за најдобриот одговор е за личноста, така, значи за вработениот, никогаш да не се прашува што треба да прави. Најдобриот опис на работно место е детален опис на работно место. Тоа не е оглас. Намерно ги ставив за тука се прави најголемата грешка. Огласот доаѓа после тоа. Во огласот пишуваме ми треба кандидат со тие карактеристики и тие вештини. Така, еве што му нудам. Тоа е огласот. А описот вика, кога ќе дојдеш на работа, секој ден во 9 часот, прво ќе го провериш тоа и тоа, после тоа ќе го направиш тоа. Секој ден во 11 часот имаш состанок, во 4 часот треба да испратиш извештај и така натаму. Правите ли разлика од оглас? Ни треба ваков човек до кога ќе дојдеш на работа, тоа треба да го направиш. Компаниите што имаат HR, што кога ќе дојде, ќе рече сите менаџери тука до следниот петок, им дае 10 дена. До следниот петок да напишете детален опис за сите ваши работни позиции, нема да имаат проблем со новите вработени. Компаниите што немаат детален опис на работно место, што кога некој ќе дојде на работа, тој чека и се прашува што ја сега денеска треба да правам, па чекам менаџерот да ми каже, па менаџерот е на состанок заглавил, па нема кој да ми каже, тие луѓе губат пари. Кај ги губат парите? Па ги губат парите, таа личност не работи, таа личност чека некој да ја каже што да прави. Така, ако јас секој ден кога ќе дојдам на работа, чекам некој да ми каже што да правам, ја не сум ефективен за компанијата. Така, каква ефикасност имам јас? Никаква. Значи компанијата губи пари. Бидејќи ја пола од времето не знам што да правам, значи не го искористувам моето време. Ако компаниите плаќаат според саатите што ги работиме, нели според законот 40 сати неделно, тогаш ако јас сум неефективен или ја не знам што да работам 20 сати, компанијата мене ме плаќа за 40, ама уствари губи 20 сати, 50% од времето губи бидејќи мојот HR не седнал да напише или не поставил компанија каде што јас, кога ќе дојдам на првиот работен ден, ќе добијам детален опис на работно место. И секој ден ќе си го носам и ќе си го читам, додека не ми стане рутина, додека не ми стане нешто што треба да го работам. Еве, Наталија има салон за козметички салон. Кога она ќе вработи нова козметичарка, ако на таа козметичарка не е написан детален опис на работно место,
Како треба да продава, што треба да продава, кои ни се пакетите, какви пакети имаме за слабење, што правиме со клиенти што дошле, имаме ли membership, имаме ли месечна карта, имаме ли како треба да прави follow-up, како треба да ги закажува. Таа козметичарка ќе биде изгубена. Така, значи Наталија ќе губи пари затоа што нема да може да го искористи потенцијалот на секој еден вработен, во случајот е козметичарка, така. Меѓутоа, ако имаме детален опис, 7 страни, и му ги дадеме, тогаш е на него, така, на него или на неа, независно кој да го вработиме. Ние сме завршиле нашата работа, ти си возрасен човек, еве ти детален опис на работно место, сме те вработиле бидејќи веруваме во твојот потенцијал, сега на тебе, според това што гледаш тука, да видиме како ќе се поставиш, нели, како ќе работиш во компанијата. Кога го пишуваме описот на работно место, пред процесот на вработување, тука треба да поставиме, од самиот опис вадиме и 3 цели. 3 цели или 3 KPIs. Што се KPIs, дали некој знае? Тоа е скратеницата за KPIs. KPIs се Key Performance Indicators, или тоа се индикатори за мерење на учинокот на еден вработен. Например, да речеме дека Аријана е нашата козметичарка во салонот на Наталија. Така, на Аријана ќе дадеме задача. Месечен продажен таргет од 500 евра. Ќе дадеме барем 3 постоечки клиенти да станат лојални клиенти на месечно ниво. И ќе дадеме можеби уште еден таргет да има 91% задоволство, оценка од задоволството на клиентите на месечно ниво. Значи, ние што сме направиле сега? Ние сега сме направиле, сме и дали на Аријана опис и сме и дали цели. И викаме, ова е тоа што треба да го правиш, а ова е тоа што очекуваме да го исполниш. Кога на човек ќе му даете очекувања, независно, перформанс менеджмент системот не е само на работа. Перформанс менеджмент системот е здрав систем за било која релација, пријателска релација, врска, како и да е. Тие што се повозрасни ќе ме разберат. Значи, конкретно му кажуваме на човек што очекуваме во тебе и до кога. Перформанс менеджмент системот е одличен бидејќи дава нумеричка вредност. Јас од тебе го очекувам ова ти е таргетот до овде. Така, ако ти тоа од тука до тука не го исполниш, значи дека треба да седнеме да поразговараме, очигледно има некој проблем од тоа што се нашите очекувања. Сега, за перформанс менеджмент системот да функционира, секоја позиција мора да има KPIs. Не може да имаме позиција кај што имаме KPIs и позиција кај што немаме KPIs. Ми се случи неодамна во Косово вработуваме тек комјунити менеджер, возрастна девојка, мислам возрастна, јас имам 35 години, исто и она беше 35-36, и вработуваме уште еден член во нејзиниот тим, дечкото има 21 година и имам јас онбординг, 2 недели онбординг, ќе го видиме и тој процес. И после тоа им давам, значи претходно им е даден опис на работно место, после онбордингот им давам KPIs. И жената вика, јас не можам да работам со KPIs. Јас викам, тоа е процесот во оваа компанија, тука имаме KPIs за секоја позиција. Не можам да работам со KPIs, тоа мене ми е стресно, тоа вака, тоа така, ја викам, се извинам, во тој случај не сме соодветни за работа едни со други. Процесот на перформанс менеджмент, додека помладата личност, дечкото, беше воодушевен. Леле, колку сум среќен. Леле, ќе знам самиот да се измерам, ќе знам кај да се подобрам, ќе знам како наредна година повеќе да постигнам. И оние кои што вежбаат, знаат, може кога на почетокот сте почнале да вежбате, сте вежбале со тек од 2 кила. После тоа 5 кила сте накачиле, па 10, па 15. Што е тоа? Тоа е прогрес. Така, значи ти си почнал со 2,5, сега си 15 кила. Или 20, 40 и така натаму. Тоа е прогресот на телото, на мускулот. Што е перформанс менеджмент системот? Прогресот на интелектот.
Така, прогресот на интелектот. Па без перформанс менеджмент систем, ако јас тебе не ти дадам цели, па како можам да кажам дали си ти добар или не си? Може да бидеш добар, ама добар си онолку колку што ги исполнуваш таргетите кои што се еднакви за сите на твојата позиција. Таргетот за една позиција не може да биде за една личност еден, за една друг. Значи на една позиција треба да биде истиот таргет за сите. Друга позиција, друг таргет и така натаму и така натаму. Сега, откако сме заделе таргети, тука перформанс менеджмент, ова е почетокот на перформанс менеджмент системот, после тоа доаѓа делот на QRA, доаѓа делот на перформанс appraisal, доаѓа делот на оценка, на финална оценка и така натаму и така натаму. Меѓутоа, ова се треба да го имаме ние како HR готово пред да започнеме воопшто да вработуваме некој. Зошто? Затоа што ова ќе ни даде идеја што сакаме ние од оваа позиција, што сакаме да ја вработиме. Океј, одиме со процесот на огласување, така сме објавиле оглас, тука имаме процес на регрутација, добро, сме направиле селекција кандидати и сме го вработиле. Откако сме го вработиле, станува процесот, друг процес, многу значаен, може би еден од најзначајните, тоа е процесот на онбординг. Процесот на онбординг во Creative Hub е 2 недели. И јас го правам секој ден и верувајте ми, секој пат кога имам онбординг ми е многу мачно. Сега ќе ви објаснам зашто ми е многу мачно. Меѓутоа е најзначајниот процес. Ако ние не посветиме време со нашите нови вработени да ги научиме за продуктот или за услугата, што правиме ние, што продаваме, кои се клиентите, како, и не правиме со нив ролплей, да вежбаат што треба да се прави, не можеме да очекуваме дека тие луѓе ќе бидат добри. Не сме ги поставиле за успех. Рековме дека HR академијата, HR процесите имаат една цел, да го постават тимот за успех. Ако ние не посветиме време да ги научиме луѓето на нашата услуга или продукт, не можеме да ги поставиме за успех. Мора да го знаат процесот. Дефинитивно мора да знаат што продаваме, што се случува, што не прави поразлични од другите компании, нашиот value proposition, како сакате кажете. Значи мора да посветиме време да се осигураме дека овие луѓе знаат утре кога самите ќе работат, независно за која позиција станува збор, дали е менаџер или е почетна позиција. Ако сакаме да се осигураме дека овие луѓе, кога ќе ги пуштиме сами, не треба цело време да им стоиме над глава, треба да имаме силен онбординг процес. Онбординг процесот е многу значаен процес и затоа и на академијата е посебен предмет. Онбордингот е посебен предмет, бидејќи според мене мора да се научиме како да го правиме тој онбординг процес. Онбординг процес не е здраво, јас сум вашиот HR, добро дојавте во компанијата, тука е паркингот, тука е кафичот, тука е, не знам, местото за цигари. Не, онбординг процесот е детално објаснување на нашата компанија, на нашите продукти, на се тоа што очекуваме дека оваа личност утре кога ќе преземе работно место ќе може да го работи. Верувајте ми, добар перформанс менеджмент и добар онбординг се основите на мојот успех, на мојот успех како компанија. Без тие две работи, многу тешко дека некој сте го поставиле за успех. Океј, одиме па натаму. После процесот на онбординг, што се случува? Луѓето работат, така, добиваат оценка, така, да ја добиваат првата оценка за нивниот перформанс менеджмент. И сакаат најчесто, што се случува после некој период во компанијата? Сите сакаат зголемување на плата, така, секој сака поголема плата. Тука во процесот на вработување само да не заборам да ги ставам и правните процеси и финансиските процеси. Затоа што пред да го вработиме некој, дефинитивно треба правно да му дадеме договор за вработување и нормално треба да му дадеме финансиска компензација, се договориме за финансиска компензација. Иако финансиските процеси не се само финансиска компензација, туку има и други работи, меѓутоа би ги ставила тука на почетокот. Океј, да речеме дека после некое време некој бара покачување на плата. Како ние ќе утврдиме дали таа личност заслужува покачување на плата?
еве нека не биде покачување на плата, еве нека биде повисока позиција. Како ние ќе утврдиме дека токму оваа личност навистина заслужува повисока позиција? Дали некој има некоја идеја? Повели Наталија? Па вака, како наша улога како менаџер на човечки ресурси, нели е да го следиме и оцениме неговиот тој како работи. Така што можеби тука би поставиле некои цели и би го следеле како тој би ги извршил. Добро, може. Сега да одлучиме дали ќе го мотивираме на некој начин со тоа покачување на плата и наградување. Добро, Може. значи ти викаш според целите, не си далеку од тоа што е точно. Еве и некој друг нешто кажа. Тамара, дали се исполнети целите зададени од KPI? Анастасија, исполнетост на KPI е разговор со неговиот претпоставен или менаџер, тим лидер е одговорен за сите падови и нови предизвици, одговорно лице, добро. Не сте далеку од одговорот. Значи, првата работа е точно. Значи, еве ако земеме дека ова е една HR пирамида во HR одделот, дека кога ќе почнете на најниската позиција, да речеме дека сите тука утре ќе завршат HR академија и дека никој нема претходно работно искуство. Што е следното? Така? Следното е да се вработиме. Првата позиција е најчесто HR асистент или HR практикант. Значи, тоа е првата позиција. Оваа позиција најчесто не е повеќе од 3 месеци до 6 месеци. Така, бидејќи практикант не може да бидеш за секогаш. Така, практикант се знае 3 месеци, максимум 6 месеци преку сила. Откога некој ќе премине од практикант во следната позиција вика individual contributor. Што значи тоа? Тоа значи дека може самостојно да ги извршува работите. Самостојно може да ги извршува работите HR специјалист, може да ги извршува HR генералист, има такви позиции, HR координатор, HR асистент, регрутер, сите тие индивидуално може да ги извршуваат добро работите кои што им се зададени. Така, после тоа, да речеме, оваа личност ќе остане на оваа позиција 3 до 4 години, така тука сега не е 6 месеци, треба да се осигураме дека навистина покажува и интегритет и добро ги завршува работите. И сега сака да оди на следната позиција. Да речеме дека следната позиција е HR бизнес партнер или ако компанијата помала може да биде и HR менаџер. За некој да биде на било каква менаџерска позиција, значи дека не е доволно самостојно да ги извршува работите. Значи дека сега му се менуваат работните задачи од наместо самиот јас во тоа дали сум јас доволно добар да го мотивирам мојот тим одлично да ги извршува задачите. Значи, што се случува тука? Од јас одам во мојот тим. Така, дали сум јас добар мотиватор за мојот тим? Дали сум јас добар лидер на мојот тим? Сега, за некој да биде лидер, ние не можеме да знаеме дали некој ќе биде или нема да биде. Нашата задача како HR е да се осигураме дека ќе биде. Да го поставиме за успех. Така, па јас ќе се задржам на овие 3 позиции. Така, значи од практикант во individual contributor во менаџер. Од практикант, еве да го направиме кариерниот пат. Кариерниот пат е исто така дел од процесот на перформанс менеджмент. Кариерниот пат, да изградиме еден лесен, ја би рекла, кариерен пат за HR позиција. Еве најдоле ќе го ставам практикантот, така? После тоа ќе го ставам HR специјалистот. И тука ќе ставам HR менаџер. Така или ајде ќе за да биде поинтересно HR бизнес партнер и ќе ставам HR менаџер. За оние кои што не знаат, HR бизнес партнерот ви е еден своевиден тим лид на одреден оддел. Да речеме дека нашата компанија е голема и дека имаме 7-8 луѓе во тимот за регрутација, ни треба еден човек да ги менаџира нив, наместо да речеме тим лид за регрутација, ќе го крстиме HR бизнес партнер за регрутација. Да речеме повторно дека работиме во голема компанија и дека имаме 3 луѓе во тимот за обуки и ни треба некој да ги менаџира,
и сега нема да го крстиме тим лид за обука, туку ќе биде HR бизнес партнер за тренинг и девелопмент. Значи HR бизнес партнерот е своевиден тим лид. А повеќе HR бизнес партнери репортираат на HR менаџерот. Наместо HR менаџерот директно да се занимава со регрутерите или со специјалистите, си ги има HR бизнес партнерите и овие сите му репортираат на него. Тоа е доколку компанијата е поголема. Океј. Ако ова беше нашата компанија, за еден човек да оди од практикант во специјалист, така, еве вака ќе ставиме, имам ли стрелка нагоре? Небитно, да замислиме дека тука имаме од тука до тука стрелка. А еве, вака, добро. Што треба да има? Значи, една работа која што сите ја рековте е да ги исполнит зададените цели. Така, значи, оценка на перформанс appraisal, на перформанс appraisal, не знам како би го превела на македонски јазик, еве ќе го задржиме. Appraisal да биде, оценките на перформанс appraisal може да бидат од 1 до 5, меѓутоа ние сите генерално сме една добра тројка. Зошто сме ние сите една добра тројка? Бидејќи не постои личност кој што цело време е одличен, не постои личност кој што цело време е лош. Во текот на нашиот 20-30 годишен работен век, сите имаме успони и падови. Сите имаме моменти каде што сме многу мотивирани и каде што многу добро ни оди, сите имаме моменти каде што некогаш не ни оди толку добро. Така, значи ако земеме просекот од 1 до 5, тоа значи дека ние сите сме на средината, така? Или една добра тројка. Тројката е одлична. Тројката значи дека добро ги исполнува задачите што се зададени. Значи тројка не е лош. Тројка значи дека добро ги исполнува задачите кои што се зададени. Што е четворка? Четворка е го надминува очекувањето, така? Ако таргетот ти бил 500 евра, она направила 1000 евра. А што е петка? Не само што ги надминува очекувањата, туку и постигнува нови работи за компанијата. Не направила 1000 евра само еден месец. Секој месец прави по 1000 евра. Ето, тоа е разликата од тројка до петка, доколку оценувавме козметичарката во тимот. Ако некојаш прави 500, некојаш 1000, некојаш 300, некојаш 200, тогаш што сме ние? Тројка, така. Значи, стабилно, добро ги завршува работите. Ако малце отскокне од тоа е четврка, ако континуирано отскокнува, тоа е петка. Океј, значи, за да одиме од практикант до специјалист, не треба една добра оценка на перформанс appraisal и за сега тоа е доволно, така? Сега, ако сакаме да одиме од HR специјалист во HR бизнес партнер, тука веќе не е доволна само добро самостојно да ги извршува работите. Зошто? Затоа што тука веќе ќе треба да се грижам за тим на луѓе. Така, значи еве тука можеме да ставиме оценка на перформанс appraisal 3 или може да речеме 4, така бидејќи сепак сакаме да биде тим лидер некој кој што ги надминува очекувањата, а не некој кој што само добро ги извршува. Ако сите сме тројка, тогаш кој ќе биде лидер, така? Па тој што го надминува очекувањата. И втората работа е многу значајна, поврзана со обука. Значи да има завршена обука лидерство 1. Например, лидерство 1. Завршена обука перформанс менеджмент 1. Зошто се овие работи потребни? Затоа што, пак ќе кажам, нашата улога како HR не е да мислиме дали некој има потенцијал или нема. Тоа е ирелевантно. Ирелевантно е што јас мислам. Така, која е мојата задача? Мојата задача е да го поставам човекот, не да мислам, да го поставам за успех. Јас верувам дека секој може да успее, не знам дали секој ќе успее, ама јас сите ќе ги поставам за успех. Она што не можам да го направам, не можам да им дам четворка на перформанс appraisal, тоа треба самите да го постигнат. Меѓутоа, мојата задача е да ги спремам. Како можам да ги спремам? Можам да ги спремам преку обука. Значи, обука за лидерство 1, многу значајно, од нашите менаџери. Каде најчесто кикснуваат менаџерите? Менаџерите
кога одат во таа транзиција од индивидуално добро ја завршува работата до тоа да биде менаџер, кикснуваат во делот на комуникацијата. Така, одеднаш стануваат, сега треба да бидам лош, сега треба да бидам строг, или се премногу добри и стравиме било што да побараат од тимот. Така, значи, нашите менаџери кикснуваат во лидерски способности. Не треба да мислиме дали имаат, треба да ги обучиме. Што значи тоа? Тоа значи дека креираме обука за нив за лидерство, затоа кажав, овие се дел од напредната академија, затоа што ова е повисоко ниво. Ова е ниво веќе на менаџер. Не ви е потребно тоа знаење ако сакате да бидете специјалист, но ако сакате да бидете менаџер, дефинитивно мора да знаете како изгледа таа лидерска обука и како треба да ја спроведете. Во лидерската обука, дел од работите кои што ги учиме се комуникација. Како да дадеш фидбек, како да дадеш KPIs. Со секој од твоите членови во тимот, ти треба да седнеш и да поразговараш. Ова се очекувањата, што мислиш ти за овие очекувања? И ако утре не ги исполни очекувањата, да му се обратиш. Како ќе му се обратиш? Ќе му се обратиш со зашто не ги исполни очекувањата? Или ќе му кажеш, јас верувам дека ти имаше најдобра намера. Верувам дека најдобро сакаше да ги постигнеш резултатите. Меѓутоа, очигледно дека имаме некаде проблем. Што предлагаш? Како може да го решиме? Сега што реков тука? Што предлагаш? Не реков, вака ќе го решиме. Така? Менаџер кој што не бил на обука лидерство, ќе рече, ја ќе ти кажам како ќе го направиш. Менаџер кој што бил на обука лидерство, ќе каже, ајде прво ти предложи ми. Така? Лесно јас да ти кажам, ајде да видам ти како размислуваш, ти предложи ми. И тоа е само еден дел од обуката за лидерство, нели има и други работи, меѓутоа што правиме тука? Ги учиме нашите идни менаџери како да разговараат, како да пренесат, како да коригираат. Секој може да сгреши. Нашата работа, како замислете се, ако сте регрутер, вие најчесто што правите? Регрутирате луѓе, така денот ќе ви биде во правење на интервју со луѓе или во правење на аутрич за да регрутирате луѓе. Така многу лесна работа на некој начин. Така, мислам многу што викаат англичаните, многу simple, сакам да кажам многу едноставна. Кога сте менаџер, што треба да правите? Вие нема да седите да регрутирате, нема да правите интервјуа. Вие ќе бидете тој што ќе ги менаџира овие луѓе тука. Така, ако јас ги менаџирам, најчесто треба да се соочам со процесот на корекција. Треба да ги коригирам кога нешто не прават како што треба, или треба да ги наградам кога нешто гледам дека навистина е одлично сработено. Треба да се заложам за моите вработени. Треба моите вработени се чувствуваат дека сакам да ги развијам за утре тие да бидат на мојата позиција, а јас да одам на наредната позиција. Пред многу години еден мој пријател работи со македонец, работи со многу позната голема данска компанија која што стигна се продаде за $1 билион компанијата. И он многу сакаше да биде вајс президент. Беше CMO, Chief Marketing Officer, и следната позиција му беше вајс президент. И не ја доби затоа што немаше кој да го замени. Не затоа што не беше добар или не постигнуваш резултати. Немаше кој да го замени. На кој беше грешката тука? Грешката е на тој што не развил некој да го замени. Како може од толку луѓе во тимот ти да не најдеш еден што може да го развиеш? Па тогаш смени го тимот. Ако ти во ниту еден човек од тимот не гледаш потенцијал, смени го тимот. Зошто имаш таков тим? Така. Задачата на овој HR бизнес партнер е да ги развива вработените. За утре тие да го преземат неговото место, а он да може да оди на следното место, кое што е менаџер. Уште една обука ставив тука, перформанс менеджмент. Зошто перформанс менеджмент? Перформанс менеджмент затоа што одеднаш оваа личност ќе биде во улога на тоа да оценува. Така, ако оваа личност не знае како да оценува, како да поставува KPIs, што имаме ние? Имаме личност судена на пропаст. Ако не знае како да го имплементира процесот на перформанс менеджмент во неговиот или нејзиниот тим, ние нема да имаме добар менаџер, ќе имаме слаб менаџер. Така што, за некој да оди од индивидуално добро перформирана позиција до
менаџерска позиција или лидерска позиција или тим лид позиција, не е доволно само да има перформанс апрейзал оценка позитивна, потребно е и да го спремиме за успех. Одиме на следното нешто. Што е сега потребно за некој да оди од HR бизнес партнер во HR менаџер? Дефинитивно бараме оценка на перформанс апрейзал да има 4. Сега тука ќе ставиме на последните 2. Така? Не може сега само на еден да има 4, на последните 2, на последните 3. Зошто? Затоа што ни треба? Ни треба континуитет, така? Ни треба континуитет на добриот перформанс, не ни треба некој кој што само една година работи добро, а сите други е 3. Значи ни треба континуитет на перформансот. Не ни треба само добар да биде одредено време, така? И сега тука што правиме? Ако некој има 3 перформанс appraisals, тоа значи дека треба минимум 3 години да работи во компанијата, ако кажеме дека даваме оценка секоја година дека даваме оценка за перформанс appraisal. Значи KPI се даваат на годишно ниво и на крајот на тој годишен период му даваме оценка за перформанс appraisal. Значи за некој да биде HR менаџер треба минимум да биде 3 години HR бизнес партнер во таа компанија. Значи тоа ставаме уште еден елемент, така? И тоа е многу значено. Особено кога одиме на менаџерски позиции. Не можеме да имаме луѓе кои што не се докажале дека сакаат да бидат дел и да останат во оваа компанија. Така? Значи сакаме да имаме луѓе кои што ќе изберат да бидат дел од оваа компанија. Значи оценка на перформанс appraisal 4 во последните 3 години и сега тука повторно имаме обуки. Нема да го учиме перформанс менеджмент, веќе знае перформанс менеджмент, така? Меѓутоа дефинитивно одиме лидерство 2 и можеби тука ќе одиме сега нешто друго, некоја завршена обука за стратегија и бизнес развој. Така, нешто каде што сега оваа позиција, бидејќи ни е стратешка позиција, ќе има бенефит. Така, нешто што позицијата ќе има бенефит и ние ќе имаме бенефит, бидејќи сега од оваа позиција тука нити се бара да регрутира, нити се бара да обучува, нити се бара да онбордира. Од оваа позиција бара да се осигураме дека сите други надоле во пирамидата ќе работат одлично. Значи, оваа позиција треба да се осигура дека сите други ќе работат одлично. Дека ќе имаме одлична комуникација со бизнес партнерите, дека бизнес партнерите ќе ги развиваат луѓето во нивните тимови, дека луѓето во нивните тимови ќе бидат задоволни и среќни и така натаму и така натаму. Значи, за некој да биде HR менаџер, не бараме да биде добар индивидуално, него бараме да се осигура дека целосниот тим под него работи одлично. И кога ова го имаме како кариерен пат во компанијата, тогаш ние имаме јасна слика за тоа некој кога ќе дојде во компанијата како може да расте. Најчесто, секогаш ги прашам студентите, на крајот на академијата имаме програма за вработување. Јас секогаш ги прашам студентите кое прашање го поставувате на интервју за работа. И најчесто одговорот е не поставувам прашање или прашувам колкава е платата. Тоа се двата одговори кои што ги добиваме. Платата е ирелевантна. Прашањето кое што треба да го поставите, кое што треба да е многу значено, е каде јас и како јас ќе растам во оваа компанија. Не е битно дали ја тука ќе бидам 6 месеци. Се додека можам да стигнам до тука за 6 години. Јас тука 6 месеци поминуваат и да работите и да не работите ништо. Секогаш кога некој студент ќе каже, не знам дали да бидам практикант или не, ја викам времето ќе помине. И да не работиш ништо, времето ќе помине. И така да седиш пак ќе помине. Подобро работи, подобро не седи, не за џабе реклам. Меѓутоа, што си направил ти во 6 месеци? Дали си стекнал некакво искуство или си уште во фазата на чекање? Ако си стекнал некакво искуство, тогаш си еден чекор погоре. Така, си еден чекор погоре. Ако не си стекнал, уште си тука. Сакаш да бидеш еден чекор погоре после 6 месеци или сакаш да бидеш уште на почетокот на пирамидата? Кариерниот пат е најзначајното прашање, кој што треба да се постави на едно интервју за работа.
Пред неколку години една колечка од мојот тим ми вика: Аријана, јас ке една многу голема компанија ме регрутира, јас сакам да одам таму, и ми вика ми треба совет да ми дадеш, имам интервју. Ја викам сега совет да ти дам како менаџер или како пријател? И она вика како пријател. Добро. Мојот совет како пријател е следниот. Кога ќе одиш на интервју за работа, немој да бидеш, како се вика она, blinded, викаат американците, немој да бидеш само воодушевена од надворешниот изглед на компанијата, фактот дека е голема. Прашај за твојот кариерен пат. Не прашувај за парите. Не се битни парите. Пари се прават во секоја компанија. Прашај за тоа каде ти ќе растеш во оваа компанија. Тоа е мојот совет како пријател. Та ми вика, ај дај ми совет како менаџер. Викам, како менаџер нема да навлезам во ова, меѓутоа ако си одиш од компанијата да го испочитуваш рокот на давање на отказен рок. Океј, вика, нема проблем. Другиот ден доаѓа, разочарана, и вика, сакам да разговараме. Викам, добро. Јас бев вчера на интервју, добро, и многу се разочарав. И викам, зошто? Па нема за мене кариерен пат. Нема никаков кариерен пат. Ајде ми рекоа, ти сега докажи се, па ќе видиме после тоа. Нема никаков план за мене во оваа компанија. И ја викам, добро. И викам, што одлучи сега? Ми вика, па одлучив да останам. И ја викам, зошто? Па бидејќи тука има план за мене. Викам, добро, окей. И тоа е жива приказна и таа личност ни е денеска менаџерка и води тоа тима. Меѓутоа, што сакам да ви кажам? Не е битно дали компанијата е мала, голема, мултимилионска. Значаен е процесот на перформанс менеджмент, значаен е процесот на кариерен пат. Значено е тоа дали имаме ние во таа компанија HR кој што навистина знае што работи, или имаме HR проформа. Не можам да ви опишам колку имаме на академијата студенти што доаѓаат и викаат, јас работам во компанија, имаме HR, нашиот HR ништо од ова не работи. Да се разбереме, позицијата на човечки ресурси не е 20 години стара. Ова е релативно нова позиција. Што значи тоа? Тоа значи дека генерално се ставале кој станувал во минатото HR или првите HR. Некој кој што е добар во администрација или некој кој што е добар правник, ај тебе ќе те ставиме HR, или некој најчесто или правник или администрација. Дали е тоа реално HR? Врска нема. HR-от, нели рековме дека е некој што треба да го креира најдоброто искуство на вработените. Што значи тоа? Па оваа личност треба да има идеја како ќе го креира. Па каква врска има правни процеси и закони со HR? Па никаква. Секоја компанија што и треба правен совет ќе си плати адвокат. Никој нема да иде кај HR-от и да каже, ајде дај ми ти на мене сега правен совет. Секој ќе земе адвокат. Тоа не можете да му убедите дека нема да земе компанија адвокат. Кога има потреба од некоја правна консултација. Така, договорите за работа ќе си плати, напреми и адвокат. Значи, компанијата секогаш ќе ангажира адвокат кога има некој правен спој. Нормално, HR-от треба да има познавање од тоа, бидејќи ќе се соочи со прашање. Најчестото прашање. Дали знаете кој е најчестото прашање кое што се поставува на HR? Сега летом може некој ќе се инспирира која прашање најчесто се поставува. Колку работни денови имам одмор? Кога ми следуваат моите работни денови за одмор? Значи, тоа е најчестото прашање. Сега не може HR-от да не знае дали се 20, 21, 15, 8, колку дена се. Значи, мора HR-от да знае, тоа се некои основни работи. Значи, затоа се тие правни аспекти. Значи, ова е најчестото прашање кое што се поставува. Или за трудничко, Магдалена напиша. Тоа е, сите ќе дојдат со тоа. Нашите вработени не се сите со менаџерски мајндсет. Не можеме ни да очекуваме да бидат, не ни треба да бидат. Така, они си гледаат тоа што нив ги интересира. Одморот ова лето, или одморот во зима, или за бременост. Значи, тоа што мене ме интересира, тоа си доаѓам да го прашам, нема да седне сега да чита закон,
него очекува HR-от да му го каже тоа. Значи, тоа најчесто ќе да ве прашаат. И сега не може да не го знаете тоа. Значи, за такви некои работи кои што се, нели, правни процеси, прописи, дефинитивно HR-от треба да има основно познавање од тоа, нели? Меѓутоа, далеку од тоа дека HR-от ќе толкува или ќе пишува договори за вработување и така натаму. Меѓутоа, што тука правиме? Тука гледаме дека зошто имаме во некои компании несоодветни или недоволно обучени HR менаџери. Имаме бидејќи никој не ги научил. Никој не ги научил. Така биле поставени. Ајде ти од правен сектор, утре ќе бидеш HR. Ајде ти си добар со администрација, утре ќе бидеш HR, за да можеш да заведуваш отсуства и се до тоа. Не размислувале луѓето која е функцијата на HR-от, зошто да имаме HR, што треба, што сакаме да постигнеме од оваа позиција. Оно што ние денес и тука го гледаме е многу поголема слика, така? Режисер на најдоброто искуство. Сега пред да режирам, нели треба да знам кој го режирам, зошто го режирам, така? Што се очекува од него? Кои се моите задачи како HR? На кои прашања треба да одговорам? Така, значи кариерниот пат. Кариерниот пат е дел од режирањето на тоа искуство. Што туку го изразиравме професионалното искуство на еден човек, така? Што туку изразиравме како некој може да прогресира во оваа компанија? Така што мора HR-от ова се да го осмисли за да може да го креира тоа најдобро искуство. Така, еве тука би го ставила јас и кариерниот пат на еден вработен. Не можеме ние да му кажеме на некој, ај сега ти биди добар, па ние ќе видиме во иднина. Како тоа ќе видиме? Што ќе видиме? Тоа не е спремен HR. Тогаш ти не си спремен во тоа што го работиш. Мојата задача е сите студенти кога ќе завршат академија да знаат да направат кариерен пат. Не може да не знаеш да направиш кариерен пат. Кариерен пат направивме тука на едновечна табла, било кој може да направи со лист, пенкало и хартија. Две работи се битни. Оценка на перформанс апрейзал и обука. Тоа се двете работи. Не може да не знае никој да го одговори тоа прашање. Може да не знае, ако не е обучен, ако нема HR познавање. Некогаш се случува да ни напишат некои HR-и, јас сум HR 20 години или јас сум HR 25 години, уште немаат познавање во основните процеси. Не се битни годините. Знаењето нема никаква врска со годините. Има врска со тоа дали некој седнал да го стекне тоа знаење. Дали јас седнав 6 месеци да посветам од мојот живот да учам нешто или не. Тоа има врска, ништо друго. Ништо друго. Ако си седнал, ако си посветил време да стекнеш знаење, да напреднеш, тогаш ти ќе го стекнеш тоа знаење. Така и ќе го имаш во тебе, па тоа не може некој да ти го земе. Ако не си го направил тоа, тогаш нема да го имаш тоа знаење, независно колку години си ти во некоја позиција. Да ти постави прашање некој со перформанс менеджмент, ќе види колку знаеш или не знаеш. Меѓутоа, ако си седнал да го стекнеш тоа знаење, никој не може да те предизвика. Јас секогаш викам, у мојот бизнес никој не може да ме предизвика. Бидејќи се сум стекнала да научам и се сум седнала да научам и верувајте ми, нашите академии сите ги слушам, затоа што тоа е иднината. Тоа е иднината, од секој учиш. Не може да не учиш, не може како тоа јас имам мајндсет за раст, а не сакам да седнам и да учам. Тогаш јас немам мајндсет за раст. Јас имам лимитиран мајндсет и колку знам, толку знам, тоа е. Мајндсет за раст вика не, континуирано учиш, континуирано учиш. Вчера гледав еден филм за вештачка интелигенција, моментално ги менуваме сите академии, започнавме во Косово, започнавме во Америка, во Косово, сега во Македонија. Сите академии ги менуваме во тоа да бидат плюс со вештачка интелигенција и колку самата вештачка интелигенција оди напред. Не можам да ви опишам. Значи, изборувавме предходно за Академија за UX/UI, така? Академијата за UX/UI, не знам колку од вас знаат што е UX/UI. UX/UI е дизајнирање на веб страна. Многу просто дизајнирање на веб страна. Нашата академија до сега учиш едно по едно како се дизајнира во софтверот. Значи, поминуваме 6 месеци да дизајнираме во софтвер. И
Вчера бев на еден настан тука, гледам една алатка, кадето го пишуваш текстот, така, промптот, значи му пишуваш насока и ти ја вади цела веб страна. Тоа е вештачката интелигенција, така, што правиме? Скратуваме од 6 месеци во 10 минути. 6 месеци во 10 минути. Значи ние сега, меѓутоа, сега има друга работа. Ке ни ја извади вештачката интелигенција страната, ама ако нешто сакаме да промениме, па ни треба некој што учел едно по едно да го промени тоа. Што значи тоа? Дали оваа позиција на UX UI ќе изумре? Нема да изумре. Меѓутоа ќе се забрза процесот на дизајнирање и ќе се забрза процесот на менување на елементите. Значи, па за некој да направи некаква промена, потребно е да го владее софтверот. Значи, па треба да го знаеш софтверот и па треба да го учиш едно по едно. Меѓутоа, ќе се забрзаат некои други делови, ќе се забрза делот на креирање на интерфейс и така натаму и така натаму. Значи, се ние на академијата треба да ги учиме еден по еден, ама исто така на крајот треба да ги научиме откако научивте се да правите на вистинскиот начин, ајде сега да ви кажам дека има и побрз начин. Ама за да го користиш побрзиот начин, треба да го научиш основниот начин. Треба да научиш како да го промениш и каде да ја најдеш грешката и како да ја промениш и како да ја едитираш. Одиме понатаму со процесите. Значи го рековме, ова ќе го стимнам малце надоле. Откако сме ги онбордирале вработените, почнуваат да работат и рековме што ако сакаат поголема плата или повисока позиција. Тука нешто што не споменавме е процесот на обука и развој на вработени. Така, обука и развој на вработени. Процесот на обука и развој на вработени има неколку сегменти. Тоа може да биде техничка обука или може да биде лидерска обука. Или ајде ова нема да наречам лидерска обука, тоа ќе ја напишам обука за развој. За личен развој или soft skills. Така. Во техничките обуки, најчесто се ова обуки поврзани со забрзување на процесот на работа на еден вработен. Така, например, најчесто имаме и ова, многу често го гледаме, компаниите праќаат некој на академија за дигитален маркетинг. Значи, маркетер испратен на академија за дигитален маркетинг. HR испратен на академија за човечки ресурси. И ова е многу добро за вас, вие што работите во компанија, да побарате компанијата да ви ја спонзорира обуката. Верувајте ми, и 200 евра да ви дадат, ќе ви зашто до 200 евра. Денес имавме еден таков случај, се запиша студентка, вика, компанијата ќе ми плати само 200 евра, ама 200 евра мој си се, така. Значи, не губите ништо да пробате. Ако работите во компанија, слободно прашете ги дали би биле отворени да ви покријат барем дел, вас ќе ви значи компанијата, најчесто нема да има проблем со тоа. И тоа се дел од тие така наречени технички обуки. Обуките за личен развој, тука најчесто влегуваат овие обуки кои што се како лидерство. 1 и 2, развој на жени лидери. Што правиме тука? Тука работиме на мајндсет, така? Работиме на мајндсет. Не работиме на технички дали си спремен ти да работиш во Facebook или во некоја друга платформа. Работиме на промена на мајндсетот. Работиме на комуникација со другите луѓе, работиме на давање фидбек, работиме на примање фидбек. Тука има техники како се прима фидбек, како се дава фидбек. Тоа нема да ве подобри вас во вашите технички вештини, меѓутоа ќе ве подобри вас во вашите лидерски вештини, во вашите вештини во комуникацијата со другите луѓе. Мене ми е многу интересно и секогаш викам на студентите, и ова го кажувам кога имаме обука за CV и портфолио, некој ќе напише во CV, јас имам добра комуникација. Добро, како можеш да докажеш? Добра комуникација. Добро работам под стрес. Добро, како можеш да докажеш? Комуникација не е вештина, да се разбереме. Сите ние можеме да комуницираме.
освен луѓе кои што имаат здравствен проблем. Меѓутоа, ние сите можеме да комуницираме. Вештина е нешто што си го стекнал, што си поминал време во учење на тоа. Например, вештина е процес на перформанс менеджмент, вештина е процес на кариерен пат, вештина е процес на дисциплина, вештина е процес на онбординг. Зошто? Затоа што јас, ако не сум поминала време да го учам тоа, ја нема да го стекнам тоа како вештина, така? А дека ние сите можеме да работиме под стрес или да комуницираме, тоа не е вештина. Тоа е комуникација е сетило, нели? Може да комуницирам, разговарам. Така што, кога ставате вештини, ставете нешто што сте го стекнале, нешто што некој друг не би го имал, бидејќи треба да помине време за да го научи тоа. Тоа е вештина. Тука во овие лидерски обуки понекогаш има и обуки за тайм менеджмент, некогаш компаниите ги ставаат. Значи, тие се тие обуки за личен развој, така наречени. Така кои што можеме да ги имаме во една компанија. Од кога се ова го направивме, што ни остана? Ни остана да измериме, да го измериме задоволството на нашите вработени. Така, дали се срекне во компанијата, и што можеме да направиме за да креираме компаниска култура. Зборот компаниска култура е многу, многу интересен. Што значи компаниска култура? Како го разбирате зборот компаниска култура? Културата на една компанија. Повели, Наталија? Како компанијска култура, јас го сваќам начинот на кој што вработените формално се однесуваат во една компанија, може би по некои определени правила и прописи кои што треба да ги користат сите вработени. Така, точно, таа е компаниската култура. Така, значи компаниската култура е најдобро се гледа преку односот помеѓу вработените. Дали имаме еден позитивен однос кога доаѓаме на работа или имаме токсичен однос? Што е токсичен однос? Не сакам да го гледам, не сакам да ја гледам, не разговарам со него. Абе, овој чекај сега да ти кажам. Така? Значи, дали имаме една компанија на негативна култура или имаме позитивна култура? Ево уште еден пример, што ми се има случајно во животот. Кога некој ќе почне да зборува за политика, замислете дека во компанијата имате луѓе од различни политички партии или кои што подржуваат, не се од политичка партија, туку подржуваат различни политички партии. И секојдневно пред избори се разговара за тоа. Што имаме тука? Имаме спротивставеност, така? Имаме спротивставеност на вредностите кај овие две индивидуи. Меѓутоа, дали компанијата и работното место се местото за ние секој ден да разговараме за избори? Дали ќе победи едниот или другиот или вака или така? Не. Не. Секој си има право да се изјасни на избори. Секој си има право да си разговара за што сака. Секој си има право да се искаже, не на работното место. Не можам на работно место да се расправаме дали едниот или другиот или третиот или кој бил подобар. Значи, компаниска култура, убаво кажавте, значи односот промеѓу вработените нормално со одредени правила и прописи. За разликите тука не се дискутира, за политика тука не се дискутира, за некои одредени негативни теми кај што немаме импакт не се дискутира, не се навредува, не се дискриминира и така натаму и така натаму. Значи тоа е компаниската култура што сакаме да ја изградиме. Пред многу години, во Македонија, можеби пред 6-7 години, кога почнавме да работиме на албански јазик во Косово, вработив 3 девојки и ние бевме тим од 3-4 нели македонци, уште 3 албанки
и сакав во Македонија да правам на албански јазик. И нема да заборавам, една од нив ми приде и вика: Аријана, ја не сум знаела дека има волку добра компаниска култура тука. Викам, зошто? Па така, викам, малце чудно ми беше како ќе на прифатат. Викам, многу сум срекна. Тоа е компаниската култура, кога никој не се чувствува дека е помалце или дека не припаѓа таму. Значи, најдобар одговор е, пошто дефинираме се, дали имам јас добра или немам добра компаниска култура. Ако некој се чувствува дека не припаѓа во вашата компанија поради X причини, тогаш нема добра компаниска култура. Ако се чувствува дека е дискриминиран, ако се чувствува дека не сака да дојде на работа, поради тоа што не сака да гледа одредени колеги, тогаш нема добра компаниска култура. Ако сите се чувствуваат како одвај, чекам да додам да си ги видам колегите утре, тогаш има позитивна компаниска култура. Независно дали некој си оди или останува, одење и вработување на нови вработени, тоа е континуиран процес. Компанијата е жива материја, ја би рекла, бидејќи цело време се менува, се развива, оди напред, се соочува со проблеми, имаме една жива материја, така? И тоа е нормален процес да доаѓаат и да си одат луѓето. Меѓутоа, пред да си отидат, треба да седнеме и да поразговараме како ти се чувствуваше во оваа компанија. Дали се чувствуваше дека не припаѓаш тука, или секој се чувствуваше дека си почитуван и дека работиш во една здрава средина. Компаниската култура е многу значајна. Имате луѓе кои што ќе си отидат поради таа компаниска култура, имате луѓе кои што ќе останат поради таа компаниска култура. Кога некој е особено на извршна позиција и веќе заработува одлични пари и да му понудат на друго место 200-300 евра повеќе, ако во компанијата има позитивна компаниска култура, ако работи во компанијата подолг период, нема да си отиде. Нема да си отиде зашто? Бидејќи не е лесно да го изградиш тоа што си го изградил тука. Не е лесно да се изгради здрава компаниска култура. И 200-300 евра повеќе и тука можеш да ги земеш. Секој може да заработи пари повеќе. Тоа никој не може да ме убеди дека не може во компанијата. Биди инвентивен, предложи нешто ново, ќе заработиш плюс. Така. Меѓутоа, ако некој не се чувствува среќен и задоволен и се чувствува дека не е почитуван ниту од колегите, ниту дека секој ден не сака да слуша глупости и работи кои што не смета дека се занесла неговиот прогрес, таа личност континуирано ќе си бара работно место. Но, така што нашата задача во последниот дел е да ја измериме среќата или задоволството на нашите вработени и да креираме една позитивна компаниска култура, а не токсична работна култура. Ако се ова го направиме, јас верувам дека ќе имаме компанија каде што ќе имаме одлично работно искуство за нашите вработени и никој нема да сака да си оди. Мислам дека многу е јасно, многу е едноставно, многу е просто. Не знам зашто е толку предизвик за многу компании да креираат одлично работно искуство. Најверојатно предизвикот е во немањето на вештини или во немањето на знаење. Ако имаме вештини, ако имаме знаење, еве замислете, ако било кој од вас тука е HR во некоја компанија и ги знае сите овие работи, па прво таа личност нема да дозволи да се креира негативно искуство. Така, бидејќи се ја го имам знаењето, јас доаѓам тука, јас сум на позицијата, значи ќе можам да ги имплементирам сите процеси. Значи ќе ја променам компанијата. Секоја компанија може да се промени. Се може да се промени, се може да се подобри. Не постои нешто што не може да се подобри. Постојат луѓе што имаат знаење за да го подобрат и луѓе што немаат знаење. Дали има некои прашања во однос на овие процеси? Дали има нешто тука што не ви е јасно во однос на тоа што е задачата на еден HR и што се ние треба да направиме за да креираме одлично работно искуство? Магдалена написала како да се намали токсичен и нарцисоиден однос. Првото нешто е со поставување и утврдување на тоа дека постои таков однос. Значи да утврдиме дека имаме негативна ситуација или средина. Откако ќе утврдиме дека имаме, тогаш одиме
Како тоа да го променим? За нешто да се промени, прво треба самосвест. Најзначајната работа е самосвеста. Ако јас не сум самосвесен, јас не можам да подобрам нешто. За нешто да се подобри треба самосвест. Ако јас сум свесен и ако јас утврдам дека тоа е ситуацијата сега, меѓутоа дека имам непоколеблив оптимизам дека може да се подобри, јас се ќе направам во животот за да го подобрам тоа. Еве ви една работа, ќе ви кажам, од лидерските делови кои што ги учиме на академијата. Постојат 5 типа на лидерство. Лидерство број 1 или лидер број 1, лидер ниво, извинете, 5 нивоа, не 5 типа, 5 нивоа на лидерство. Лидер ниво 1. Тоа сме ние. Сите ние кои што самостојно добро перформираме. Значи, човек кој што е способен самостојно да ги извршува задачите што се зададени. Тоа е лидер ниво број 1. Лидер ниво број 2. Лидер ниво број 2 е лидер кој што работи добро во тим. Што значи тоа? Тоа значи дека кога е ставен да работи во тим, помага и придонесува. Лидер ниво број 3. Кој е апгрейдот тука? Ако работи добро во тим, сега добро раководи со тим. Така? Добро раководи со тим. Значи добар менаџер. Остварува резултати. Значи самостојно добро перформира, добро работи во тим, сега добро раководи со тим. Лидер ниво број 4. Некој кој што постигнува ненадминливи и неочекувани резултати. Иноватор. Некој за кој цел свет знае. Тука го имате Илон Маск, тука го имате, можете еве и Трамп да го ставиме, може да го ставиме и Путин, може да го ставиме кој сакате, бизнисмен македонски, еве Живко Мукајтов, македонски бизнисмен, кој што постигнува ненадмирливи, неочекувани резултати. Што мислите, кој е лидер број 5? Дали некој има идеја што е лидер број 5? Лидерот број 4 постигнува резултати. Меѓутоа, проблемот кај лидерот број 4 е егото. Без мене компанијата е ништо. Јас сум тој што постигнува резултати. Така, јас сум the number one. Јас сум тоа мајндсетот, така? Значи, јас сум да мајндсетот. Егото, Илон Маск, јас сум број 1. Така, Трамп, јас сум број 1. Путин, земете кој сакате. Живко Мукајтов лично не го познавам, не му го знам менаџерскиот стил, го ставив тука бидејќи е познат македонски лидер, меѓутоа лично човекот не го знам, додека овие јасно ги гледаме дека затоа си толку време, така колку години се на врвот. Јас, така. Лидер број 5 е менаџер за кој што никогаш не сте слушнале, кој што не само што постигнува ненадмирливи и неочекувани резултати, туку и ги развива идните лидери за и после него компанијата да биде успешна. Не сака после него компанијата да пропадне, ниту да мислат дека
поради него е успешна. Овој тип на лидери најчесто доаѓаат во компанијата во период кога е соочена со огромни проблеми и имаат непоколеблив оптимизам дека ќе успее. Значи, свесни се за тоа, тука е јасно, свесни се за тоа, но имаат непоколеблив оптимизам дека ќе успее. Значи, свесен сум за ситуацијата, свесен сум каде се наоѓаме, меѓутоа ќе успееме. Тоа е мајндсетот на овој лидер. На овој лидер не му е потребно светот да го знае. Што има овој лидер ставено под контрола? Егото, така? Него му е потребно компанијата да успее. Овој лидер нема его. Не е јас, туку е тимот и компанијата на прво место. Ова е лидерско ниво број 5. Што ретко кој го достигнува, за некој да го постигне, треба да работи многу на себе. Треба да работи многу на своето его и треба да работи многу фокусот му е компанијата, не му е јас. Така, не воопшто не сум битен јас. Битно ми е компанијата да успее. И тоа е фасцинантно. Тоа е највисокото ниво на лидерство кое што го има од овие 5 нива. Што значи дека дали сме ние сите лидери, ние сите сме лидери. Така, независно дали сме лидер број 1, лидер број 2, ние сите сме лидери. Дали ќе стигнеме до број 5, јас се надам дека сите ќе стигнеме до број 5. И ова само ни покажува дека работата на себе е најзначајното нешто паралелно со работата на компанијата. Не значи дека некој лидерско ниво е лошо, за да не се разбереме грешно, ништо не е лошо. Не е лошо да си број 4. Меѓутоа треба да направиме јасна дистинкција на која е разликата од 4 до 5 и од 3 до 4 и така натаму. Добро, да видам некои прашања. Како ќе создадеме компанијска култура во компанија во која досега го нема? Компанијска култура во компанија, не само компанијска култура, сите овие процеси ќе ги создадете со знаење. Ако имате знаење, ќе ги создадете процесите. Последниот проект на Академијата за човечки ресурси и така завршува е една целосна стратегија. Стратегија од 15 страни за имплементација на сите процеси во компанијата. Тоа не е по грешка ставен тој проект, туку е напротив ставен токму за да го одговори ова прашање, значи за да ве спреми утре кога одите на интервју за работа. Ќе одите вие на интервју за работа и ќе одат други 100 луѓе. Кој ќе го изберат? Тој што може да покаже црно на бело дека знае. Секој ќе каже јас знам. Ама колку знаеш? Како можам јас да утврдам дека ти на вистина знаеш? Замислете дека вие ќе дојдете со еден документ, една презентација од 15 страни, еве како ќе ги имплементирам јас процесите во вашата компанија. Еве го процесот за онбординг, еве го процесот за перформанс менеджмент, еве го процесот за обука, еве го процесот за лидерство, еве ги презентациите. Ако ме изберете мене, јас ќе бидам многу среќен да ги имплементирам овие процеси во вашата компанија. Колку е поразлично тоа од некој друг што ќе каже, па јас знам, јас имам работено и така натаму. Секој може да каже се. Може ли секој да докаже дека знае? Ако некој може да докаже дека нешто знае, таа личност има многу поголеми шанси да биде вработена од другата која само кажува дека знае. Така, ние сите можеме да си кажеме што си мислиме, меѓутоа на дела се гледа дали ти стварно знаеш или не знаеш. Некој што ги има направено сите презентации, некој што доаѓа со спремни презентации, што доаѓа со спремни материјали, таа личност не може да не знае. Не може да не знае. Па ако ништо друго ќе ги земам презентациите, ќе ги разгледам да видам што може и ќе поставам прашања аналогно на тоа што ми го кажува дека знае. За разлика од тоа да утврдам дали некој знае или не знае.
Добро. Дали имаме некое друго прашање? Добро, имаме неколку прашања од Анастасија. Кога се спроведува академијата? Дали е само еднаш годишно или има повеќе интервали? Академијата е 2 пати годишно. Еднаш е во септември и еднаш е во март месец. Второто прашање, дали смета дека лица која сака да започне со HR претходно мора да поседува одредени особини и вештини или смета дека се во врска со професијата може да се научи? Конкретно во мојата професија, како мисли дека правник би се прилагодил кон промената на кариера во HR? Мислам дека не само за оваа академија, за се во животот, се може да се научи, секој може да смени професија на секоја годишна возраст. Сите академии почнуваат од почеток и се навистина многу детални во тоа што се прикажува и обучува. Ако на било кој студент му треба плюс час, јас немам проблем да им дадам на сите студенти плюс час ако им треба нешто плюс за разјаснување, меѓутоа има доволен фонд на часови за сето тоа навистина да се свати, да се разбере. Мојот одговор е секој еден може да промени кариера и секој еден може да биде што сака во животот. Од ваша перспектива, кои се најважните вештини кои треба да се фокусираат професионалците во HR? Вештините кои што денеска ги поминавме се всушност процесите на HR. Овие процеси се и модулите на академијата: регрутација, селекција, перформанс менеджмент, онбординг, финансиски и правни процеси, обука и развој на вработени и мерење на задоволството на вработените. Овие се клучните основни процеси. Секако имаме и напредни процеси, како развој на лидери и така натаму. Меѓутоа, овие се основните процеси кои што треба еден HR професионалец да ги знае. Третото прашање веќе го одговорив. Исто така, кои вештини треба да се фокусираат професионалците во првите 3 години, повторно ќе кажам основните процеси. Сега 3 до 5 години не е мал период. Јас би предложила после 3 години можеби да се земе дополнителна обука за лидерство, за развој на жени лидери, за коучинг, за деловна комуникација, бидејќи мислам дека ќе убаво е да се спремиш и во тие делови. Меѓутоа, основните модули на академијата се сосема доволни за почеток. Прашањето е каде се гледаш, дали сакаш да бидеш менаџер или се гледаш можеби да започнеш со нешто поедноставно. Нешто што можеби не го споменав, а мислам дека исто така важно е дали може да се работи како фриленсер во оваа професија. Може. Многу HR-и работат фриленс регрутација, што значи дека на страна од вашата класична работа можете да работите и регрутација на страна и да се заработувате од тоа. Како се заработува регрутација? Најчесто добивате задача да регрутирате некоја одредена личност, да речеме да е тоа девелопер и се договарате за процент од неговата плата, така некако да кажам. Мислам дека беше првите 2 или првите 3 плати. Меѓутоа на самата академија еден од моите колеги е Давор, кој што работи регрутација 11 години и мислам дека најдобро ќе ги одговори тие прашања. Мислам дека ќе правиме со него некој бесплатен курс во иднина. И Давор има исто така работи како фриленсер, има заработено доста пари како фриленс регрутер, така што најдобро е знаењето да го пренесе некој кој што го работи тоа. Јас немам работено фриленс регрутација и затоа не би знаела соодветно да кажам, меѓутоа колегата е многу по детален и темелен во тој дел. Англиски јазик не е услов за да се биде член на академијата, меѓутоа за забрзаната програма ви е потребен, бидејќи она што го работиме на забрзаната програма се студии на случај од Harvard Business Review и за тие ви е потребен англиски јазик. Меѓутоа за самата академија не. Доколку не планирате да работите во странска компанија, македонска компанија не ви е потребен. Како HR посредуваат помеѓу вработените и работодавачите, особено при проблеми кои вклучуваат потенцијални правни последици? Не го разбрав ова. HR посредуваат
меѓу вработените и работодавачите. Тука најчесто, најверојатно, Анастасија, мислиш на некој проблем? Да речеме дека некој доаѓа да се жали за нешто. Значи, HR-от тука, како HR би влијале како проблем? HR-от е медијатор. Така, HR-от е медијатор. Замислете го, кога имавме проблем со Грција, имавме медијатор, Метју Нимиц, така? Може би се сеќавате. Што правеше Метју Нимиц? Ви ги слуша двете страни, се обидува да го најде најдоброто решение за двете страни. Значи, работи како медијатор. И едната страна да се почувствува слушната, и другата страна. Пак ја кажам, HR-от не е правник. HR-от може да биде медијатор. HR-от треба 90% од времето да слуша. Да биде добар во тоа. Бидејќи најчесто вработените сакаат некој да ги слушна. Сакаат да си кажат негде каков проблем имаат. И ќе дојдат во HR да си го кажат. Независно дали тоа за вас е минимален проблем, незначаен проблем, за нив, за него тоа може да биде многу значаен проблем. И HR-от не може да донесе пресуда. Не треба никогаш да заземе страна. Не може да кажеме ти си управо, ти не си управо. Не е тој што треба да заземе страна. HR-от е некој кој што треба да ги слуша и да се обиде да го најде најдоброто решение за двете страни, меѓутоа првенствено за компанијата, бидејќи е HR во таа компанија. Сега, доколку ситуацијата ескалира, нормално дека треба да се вклучи адвокат или кој што ќе ја реши понатаму. Некојаш некои ситуации не може да се решат. Милица не сме посредник со компании кои бараат практиканти. Не работиме како посредничка компанија. Национот на вработување по завршување на академијата и во текот на академијата пристапуваме на компании кои имаат отворени позиции и викаме дека нашите студенти имаат одлични вештини и дали би сакале да направат техничко интервју за нашите студенти, доколку некои се покажат да го викнат понатаму на разговор и да го продолжат комуникацијата. Не бараме пари, не земаме пари од студентите за да организираме надпревар или како што работат регрутерите, така што нашата компанија не е регрутерска компанија, не е посредничка компанија. Ние сме школа. Како мислите дека вештачка интелигенција би ја променила областа на HR? Па веќе ја променува. Ако започнеме од тоа како луѓето си го прават CV-то на ChatGPT или пишуваат cover letter на ChatGPT, мислам дека веќе почнува. Меѓутоа и HR-ите стануваат многу вешти во тоа. Давор ќе може повеќе да ви елаборира на тоа. Постојат софтвери кои што гледаат дали е тоа ChatGPT, дали е тоа навистина напишано од срце на некој или тоа некој само така го ископирал од ChatGPT и го пратил. Никој, мислам сега, сите знаеме што значи да ти го напише софтвер текстот, сите знаеме кога некој ќе напише нешто од него, така. Значи, еве јас кога вработувам, минатиот месец вработувавме многу нови колеги. И за една позиција на координатор, една девојка ми напиша еден текст: "Здраво, Аријана, не се знаеме", и текстот беше навистина написан од срце. Јас девојката, веруете ми, не ни дадов техничка задача. Ја го прочитав тоа што го видов во текстот и другиот ден реков: "Ајде, имаме интервју, сакаш ли, ако сакаш работата твоја?" Зошто таа личност ми остана мене во впечаток многу повеќе од другите? Затоа што не беше ChatGPT, така? Тоа што беше од срце напишано, затоа што беше, тоа не може да го лаже некој, не знам, се гледа текстот, нели? И еве супер сме работи кај нас и одлично. Така што веќе ја променуваат, најчесто со копирање и со во тој дел на CV на регрутација, меѓутоа како што кажав со колегата Давор, може би малце подетално ќе видите софтвери кои што може да видат дали е нешто напишано од ChatGPT или е навистина некој го написал од срце. Ништо, Анастасија, ти благодарам тебе за ангажираноста.
Ете, евен процес кој што не го спомнав. Ангажираноста. Едно е да го измериме задоволството на вработените, другите да видиме дали нашите вработени се ангажирани, дали се чувствуваат ангажирани како дел, нешто да придонесуваат или се чувствуваат дека се нешто на страна. Значи, тоа е уште еден процес. Дали се чувствуваат вклучени, дали се чувствуваат присутни. Како некој би се чувствувал вклучен? Да замислиме дека, ќе земам Creative Hub за пример. Правиме реструктура на сите академии со вештачка интелигенција, така? И сега јас кој прв го обучувам? Најчесто луѓето што продаваат, така нив први ги обучувам. Ама имам исто во компанијата и дизајнери, девелопери, маркетери, така, кои што можеби не продаваат директно, меѓутоа индиректно се дел. И сега, ако јас не седнам со овие луѓе да направам обука и за нив, тие луѓе што ќе се чувствуваат? Компанијата прави нешто ново, а ја не сум вклучен во тоа, така? Значи, мораме да ги вклучиме сите вработени, мораме да ги сите да се чувствуваат ангажирани, сите да се чувствуваат дел. Бидејќи ќе се чувствуваат изоставени. Таа емоција на изоставеност не е добра, нели? Ако сите нешто знаат, а ја не го знам, па зарем ја не сум доволно добар за да го знам тоа. Тоа е делот на ангажираноста на вработените. Ние мораме да се осигураме дека сите вработени, не зависи од нивната позиција, се чувствуваат вклучени и дел, и дека ни се значени, и ти сакам да го знаеш тоа. Независно дали е значено или не значено, да го знае тоа, многу е битно да се чувствуваат вклучени. Да, точно, ChatGPT е добар, одличен за користење. Јас не викам да не се користи. Само викам дека можеби вашиот одговор ќе биде сличен на неколку други. Така што мојот совет е кога се пишува мотивационо писмо да си го напишете од вас, за да бидете поинакви од другите. Океј, ајде да видиме што би била домашната задача. Домашната задача е да најдете 3 CV-а, извинете, 3 огласи за работно место, job ads, за HR позиции и да ги извадите вештините кои ги бараат. Например, оглас, ќе направиме еден заедно. Например, ајде да видиме, ќе ставаме еден HR асистент. Еве, ова е по Мајами, меѓутоа ќе го отворам за да видите да го видите процесот. Момент. Океј. Ова е огласот, така? Не го гледате. Ова е огласот. HR асистент, така? Еве тука ќе ставам HR асистент. Во компанија Comfort Insurance and Finances. Тука може да ставите линк од огласот. И тука ќе ставите потребни вештини. И извадете ги вештините. Deep understanding of HR functions and best practices, knowledge of basic labor laws, значи дефинитивно and employee equity regulations. Значи имам познавање од правните процеси, познавање од HR процесите, познавање од финансиски процеси. Правни процеси, финансиски процеси и HR процеси. Зошто ова
ви го дам за домашна задача. Ви го дам за домашна задача за да утврдите пред да се запишете на академија. Ако мојата цел е да се вработам по завршувањето на академијата, кои вештини јас треба да ги стекнам во следните 6 месеци? Ова ли се вештините? Океј, ако ова се вештините, каде јас можам да ги стекнам овие вештини? Тоа е задачата. Да видите што треба да знаете, вашата крајна цел. На никој крајната цел не може да учи, да се разбирам. Крајната цел е вработување. Ако мојата крајна цел е вработување, кои вештини јас треба да ги стекнам за да можам да се вработам после 6 месеци или година дена? Направете анализа што се барам и направете стратегија како ќе ги стекнете тие вештини. Дали е тоа преку академија, дали е тоа преку некој друг пристап, тоа станува на вас. Дали имаме некоја прашање? Доколку немаме друго прашање, да ви се заблагодарам за времето денес. Домашните можете да ги испратите на contact@creativehub.mk. Доколку сакате. Магдалена, имаш некоја прашање како да се заштитиме? Меѓутоа не разбирам од... Ти благодарам, Милана. Магдалена, ако сакаш да го повториш прашањето? Сертификат ќе добиете ако ја направите ако ја направите домашната, извината. Ако ја направите домашната и ја испратите, тогаш ќе добиете или ви следува сертификат. Ти благодарам, Дауд. Драго ми беше и мене. Домашната е да најдете 3 работни позиции од областа на човечки ресурси и да ги извадите вештините кои што ги бараат. Можете тоа да го направите на следниот начин. Доколку имате некои прашања, секогаш можете да ми пишете или да ме додадете на LinkedIn, слободно. Јас сум Маријана. Се надам дека ќе се гледаме со некој од вас на академија. Ви посакувам убава вечер.